си. Вечно ќе ја сакам во краја своја, Скопје кажи ми. Четврток во вистинското време на програмата на Вистинска телевизија се враќаме, како впрочем и секојдневно со вкусите содржини, кон нашата љубов кон Скопје. Овој пат ќе разговараме, бидејќи градот не се само општините, не се само институциите, градот го сочинуваат луѓето, градот го сочинуваат културно-историските знаменитости, организациите, здруженијата на граѓани, меѓутоа и секој поединец, јас би рекол во овој случај ентузијаст, бидејќи се трудиме да даваме и такви ентузијастички примери низ оваа програма, кој што во себе носи љубов кон својот град и за кој што поаѓаме од тезата дека сите заедно недоволно можеби и го познаваме или му посветуваме внимание, барем не онолку колку што треба. Реков, градот не се само институциите и општините не се само градоначалниците, а во екот на изборната кампања за претседателски, а од денеска и парламентарни избори, дел од градоначалниците се нели вклучени во кампањата, некои од нив се и како кандидати, па така ние, нашата љубов кон Скопје и нашето занимавање нели со неговата убост, го продолжуваме малку полежерно, без ризик да инволвираме политика. Што е Скопје? Скопје како град, нели и фреквенцијата на Вистинска телевизија покрива одредена територија и зафаќа одреден број на жители, за кои што нели се пресметува и лиценцата на регионална телевизија на поширокото подрачје на Скопје. Скопје опфаќа и одредена територија, како што викавме архаично нели атар на општината, односно до каде допираат границите на општината според територијалното разграничување законско во Република Македонија, меѓутоа до каде е Скопје нагоре. Или што би се рекло, нели според меѓународни правила, прописи и стандарди, регулиран е и воздушниот простор и во смисла на надлежност нели на самиот град и општините, во смисла на обезбедувањето на чист и безбеден воздух во смисла на животна средина, меѓутоа и во рамките на надлежностите на Република Македонија како држава за обезбедување нели на воздушниот простор во смисла на сообраќај и во, па ако сакате, и геостратешка безбедносна смисла. Но Скопје е значи воздухот кој го дишиме и небото, некој деновиве рече многу сино над Скопје. За тој поглед одгоре, за височините над Скопје и како градот изгледа гледан оттаму во вечерашното издание по кусата пауза со содржини.
Вистина е дека нов вид на летало без пилот, со мали димензии и тежина до 10 кг се нарекува дрон и во последно време се почесто имаме прилика да читаме за нив и да ги видиме кај нас. Иако првобитно се равивани за воени цели и далеку со поголеми димензии, дроновите денеска најмногу се користат во експериментални, истражувачки и забавни цели и многу се мали. Вистина е дека опремени се со камери, со помош на кои се движат во просторот и гледаат снимки од теренот кој го прелетуваат и како што можевме да видиме на споменатиот надпревар, можат да понесат одреден терет. Вистина е дека дроновите, воглавно се со едноставна конструкција, не се премногу брзи и не можат да летаат високо. Управувањето се врши со далечински конзоли, со тастери или рачки за движење, а модерните дронови можат да се користат и со помош на мобилните телефони, преку апликации и базични врски. Автономијата на летот е од пола час до неколку часа. Вистина е дека уредбата за употреба на беспилотни летала или летала без екипаж во Македонија официјално стапи на сила на 20 декември 2017. Со овој закон се ограничува употребата. Вистина е дека во законот стои дека за да бидат опфатени со уредбата леталата треба да исполнат барем еден од условите: максимална маса на полетување поголема од 0,5 кг, максимална брзина поголема од 20 метри во секунда, максимален долет поголем од 15 метри и максимална висина поголема од 15 метри. Вистина е дека леталата кои се опфатени со овој закон можат да летаат единствено ако операторот на воздухоплов без екипаж поседува овластување за комерцијални операции или овластување за операции за сопствени потреби. Дополнително и воздухопловите без екипаж да се евидентирани, регистрирани, обележани, изградени, пловидбени, одржувани и осигурани. Вистина е дека леталата кои потпаѓаат по овој закон во зависност од категоријата треба да бидат заведени или во евиденцијата на воздухоплови или во регистарот на воздухоплови. Вистина е дека сите воздухоплови, без разлика дали се евидентирани или не може да летаат на спортски аеродроми или леталишта по претходна координација со операторот на аеродромот или леталиштето. Вистина е дека за најголем дел од сопствениците на дронови е забрането летање на цивилен воздухоплов без екипаж во делот на воздушен простор кој се простира во контролирана зона. Во овие зони летањето се прави со одобрение на агенцијата. Така се враќаме во студиото, гледате Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Овој пат нашиот поглед кон Скопје ќе го направиме одгоре, онака ентузијастички. Она што во меѓувреме го видовте, фактографијата нели во врска со дроновите која подготви мојата млада колешка Симона Накиевска, меѓутоа она што го слушнавте беше гласот текст во говор од вештачка интелигенција, односно виртуелниот глас наречен Александар во улога на спикер на прилогот. Така што ова издание ќе биде некако малку футуристички. На почетокот воведот што го направивме со снимката од дрон на нашата Вистинска телевизија, некаде таму од есен, од септември-октомври, чинам беше точно, не ме фаќате за збор кога беше прецизниот датум, почнавме во петок да се вклучуваме во живо од некоја главна сообраќајница во Скопје или главна крстосница, каде што најчесто на крајот од работната недела се прават тие сообраќајни метежи, па на некој начин и да помогнеме на нашите сограѓани. Сега како почна ова ентузијастички потфат, кој потоа се разви нели во снимки со дрон од општините, разработувајќи ги нели во оваа програма Скопје ми е дома, и јас со особена чест и задоволство конечно би рекол, иако често пати го споменуваме во емисиите, ќе го поздравам мојот соговорник и нашиот веќе верен и драг соработник Бојан Тренчевски. Јас би го представил како еден од ретките, ајде да не речем последни мохиканци, ама ентузијасти кои што независно од возраста не се откажуваат од целта која што си ја зацртале пред себе и независно од пречките или предизвиците модерно што ги имаме пред нас, ги тераат работите така како што ги тераат. Јас едно време ве поздравив и со
повредената рака кога сепак се обезбедија снимки од општината, меѓутоа се работи за ентузијазам, за желба и за користење на модерна технологија. Видовме дека до пред само 10 години, јас го споменав и AI или вештачката интелигенција, која што вртоглаво, нели, последнава година и пол ни направи метеж, нели, во функционирањето на светот секојдневно, и ако се уште малку го употребуваме, меѓутоа нешто слично се случи со дроновите. Бидејќи таа куса историја на воена употреба на беспилотните летала и така натаму, меѓутоа чинам зборот дрон како дрон се појави во 2014 некаде во Холивуд, или тогаш почна барем примената на снимањето, нели, со дрон од високо, со беспилотно летало, без употреба или наведување на човек и на пилот и така натаму, а потоа во 2015 година дојде и употребата на зборот дрон, бидејќи претходно ги нарекуваа со различни други стручни изрази. Значи правиме муабет за еден многу кус период од 10 години. И во тој кус период од 10 години, независно како тоа се викало, ние имаме некои ваши снимки од 2014-та, кога ентузијастички сте го почнале потфатот, нели, во приказната наречена снимање, регистрирање, евидентирање, забележување на убавините и географијата и се што е убаво, нели, од Македонија, вклучително и Скопје. Па ајде како почна приказната, значи верувам дека се работи за една љубов кон техниката и претпоставувам љубов кон татковината, кон градот, и сето тоа некако измешано кога ќе се направи еден амалгам. Резултатот е Македонија над Ланка, или Macedоnia from above, или Macedоnia 360, и Бојан Тренчевски како повторно ќе повторам, непоправлив ентузијаст, и нам ни е драго што како телевизија имаме многумина од тие ретките во денешно време кои така туркаат некоја своја приказна, или што би рекле младите, свој филм, независно од тоа дали кога ќе ги почувствуваме, нели, сите заедно резултатите или благодетите на приказната која што ја туркам. Добро вечер, добро дојдовте. Прво благодарам со вие заради благодарам на поканата. Да, добро, се мала исправка, можеби 2014 се појавија првите дронови кои се користат за рекреативно или за полупрофесионална употреба, а не баш за Холивуд и така натака. Значи дроновите потекна од војната, од војската, така, кои тие ги измислија прво, нели, за воена употреба, потоа се надоградија со камери кои се употребуваат за широка популација. Кинезите ги смислија како нешто најново, и 2014 се појавија така првите дронови кои беа за широка потрошувачка. Јас тогаш се ги дознав, најдов и така натака, и од странство го набавив тој дрон прв. Тоа би дошло нешто, се извинувам што упаѓам, ама би дошло некако како браќата Манаки кога ја купиле првата камера 300. Не сум до толку сега, мислам. Добро, се снимале ли доволно, имате сознанија што се употребувало тогаш? Значи не е многу. Имаше други дронови кои беа без камери фактички, меѓутоа на нив се надоградува, се става други камери кои беа големи дронови, шестокраки и така натака, кои се некој дел се увезува, некој имаше ентузијасти, други кои ги правеа, ги изработува, имаше доста паѓања и така натака. Во филмската индустрија најчесто, ако зборуваме за невоена употреба. А со тоа како во Македонија и често се снимаат филмови, значи никогаш. Па добро, значи првобитно е, нели, Холивуд ги измисли заради филмската индустрија. Така, тоа. Холивуд ја направи главната пропаганда за широка потрошувачка. Иначе за широка потрошувачка кинезите ги направија. Зборувам за употребата во Македонија, значи. Во Македонија и претходно имаше, да не зборуваме се дека јас сум првиот, не сум јас првиот со кој го донел дронот овде. Сепак немаше така се каже. Меѓутоа можам да кажам дека сум меѓу првите, сега не сум првиот, меѓутоа меѓу првата генерација која ги донесе, ги увезе таков дрон и почна се занимава со таква. Обично се што е ново е недостапно. Сега веќе имаме дронови, нели, и помали, ќе да не влегуваме на крајот на краиштата. Меѓу другото не се должи тоа само на тоа што војската решила да го направи огнот достапен за обичните смртници или да го даде дронот на секојдневна употреба на граѓаните, туку веројатно заради тоа што развојот на технологијата 5G,
се смалувањето нели на меморијата, на чиповите и така натаму, физичкото намалување на објективите, бидејќи се во една телефонска Сега и во камера телефон, имаме да. објективи на филмска камера, веројатно сето тоа се предиспозициите кои доведоа до појавата на дронот. Но предпоставувам дека пред 10 години, се ова како го збораме како да беше во минатиот век, пред 10 години не беше таква приказната. Беа, предпоставувам и тогаш, можеби погломазни, поскапи, непознати, тешки за оперирање, и што е најинтересно, и ќе се навратиме на тоа подоцна, во еден целосно нерегулиран простор кај нас, да речеме, во таа смисла, бидејќи законската регулатива дојде малку подоцна. Да, дојде малку подоцна. Првите дронови, значи имаше дронови кои се појавија, дроновите се развиваат, нели, Значи биле со беспилотни времето. летала, затоа ја сvikам да разграничиме. Беспилотните летала дојдоа кинезите да ги направија кои може да се употребува, да ги употребуваат широките народни маси. Прво беше со додавање на сопствена камера, како акцијска камера, некоја си GoPro или слична некаква. Потоа тие ги заменија со сопствена камера која немаше стабилизатор на сликата. И третата, следна генерација набрзо почна да се појавуваат дронови со стабилизатор на камерата, сопствена камера и стабилизатор. И тоа беа првите употребливи дронови за снимање. Значи, Која беше вашата идеја? Ајде ќе купам дрон. Веројатно не ви се сонило така еден ден, сте разбудивте. Јас од секогаш сум ја сакал техниката и сум ентузијастички сум ја следел таа технологија и претходно работев малце и фотографија, малце снимање и така натака, меѓутоа ова ми беше интересно. Прво затоа што се гледа од воздух, друга перспектива на теренот, на објектите и така натака. Втора работа е што е надалечинско управување и безопасно за мене. И следното е тоа што може да се употреби во разни насоки, во разни, да речеме, почнувајќи од свадби па до документарни некои филмови и така натака. Значи, сега и нели директни преноси, може да се прави директен пренос со стриминг од дронот. Така, и на почетокот, да речеме, немаше толку метеж или гужва на теренот, предпоставувам дека... Да, немаше толку многу, значи првите проблеми настана тогаш познатата случка на фудбалскиот натпревар во Белград, кога им слета дрон со знаме, нели, на друга држава. И тогаш настанаа тие сите узбуни, што и зашто и како, и тогаш србите донесоа првиот таков закон, нашите одма го превзема и нешто направија. И тој после се надгради малце повеќе. Колку е тоа употребливо, неупотребливо, тоа си знаеме ние што летаме. И така натака има работи кои Но сепак има некоја рамка. Има некоја рамка, меѓутоа сепак и во светски размери нигде не е тоа толку многу ограничено. Значи, Сметате дека кај нас е ограничено. Веројатно кај нас оставен е простор за државата, ајде да речеме условно кажано, власта да го користи како и механизам за притисок во одредени ситуации за да ограничува одредени снимања што не и се допаѓаат, например. Да, затоа што се е тоа малце субјективно, знаете сега, летање они го сметаат и ако го дигнеш овде на 2 метра, они сметаат дека тоа летање. Значи нема некои стрикни ограничувања или граници. Има максимална висина до која смееш да леташ, тоа е 100 метри, као законски ограничено, иако дронот фабрички е ограничен на 500 метри. Меѓутоа тоа се подразбира 100 метри од теренот. Што значи ако јас тргнам од подножјето на некоја планина, можам на 50 метри над теренот да одам и да се дигнам до 500 метри од мојата точка на летање, меѓутоа сепак да бидам на 50 метри од теренот. И затоа се тие разлики, значи 100 метри е над теренот, а 500 метри е максимално со дронот кој фабрички е ограничен. И тогаш настанаа тие, ги направија тие законски некои уредби, кои, пак ќе кажам, нешто во тоа време се донесе дека ние само, дека мора прво лиценците за да ги добиеме за летање, дека мора да одиме прво на теоретски обуки,
да се обучуваме во некоја си школа за летање, потоа да полагаме теоретски, потоа да полагаме практично, што нигде во свет тоа го Тоа немаше. беше пред само 10 години. Тоа не беше пред 10 години, тој помалку. Помалку. Тоа е 2017, 18, Така, кога е така донесен натака. законот, да. И А првата уредба, денес да. правам само карикирам намерно, секое дете може да купи дрон и да го оперира и да го Вие лета. секако можете Зборам да, за малите купите стандарди. дрон, меѓутоа Зборам за оние со мали димензии, нели, пошто се бидејќи се до пропишани 250 грама, до 250 грама е како некое ограничување кое можете слободно да летате, меѓутоа сепак не се препорачува во населени места и над луѓето да се лета со дрон, иако е 250 грама, а над 250 грама почнуваат тие категории на дронови кои мора да се лиценцираат, кои мора да се регистрираат и така натака. Се уште кај нас нема лиценци за пилотите, за управувачите, иако барав јас на неколку работилници такви со Агенцијата за цивилно воздухопловство да Да се направи дистинкција, кој е професионалец, кој е аматер, да се кој направи полагање, да организираат полагање едно. Во светот и во Америка и во некои околни држави и во Европа има полагање преку интернет. Значи тоа се ABCD питалици, онака прашање и одговори. Добро, сега со виртуелната реалност може дури и практично нели со вештачки пилот да се проба се до тоа. Па нигде не седејќи пред компјутер. Да, нигде не се работи за џојстик, нели? Да. Видете, има многу симулатори за учење како се лета со дрон, меѓутоа новите дронови се многу безбедни, затоа што тие во себе содржат многу електроника, од дури сензори да. за близина до објекти, до луѓе и така натака, и тие самите застануваат и не удираат во објектите. Намерно ја нагласи вештачката интелигенција, бидејќи е веќе, како да речам, сестра на дрон техниката. Дали е тоа вештачка интелигенција или не, тоа е еден оптички програм, апликација која одредува преку две камери близина на објекти и одредува колку тоа може да се води. Сега има тоа ограничување ако е темница или ако е некоја мала жица, тој не може тоа да го тоа е тоа што го викаат смарт. Паметните правосмукалки, нели, се наведуваат на сличен систем. Да, и сепак треба се внимава, значи секојаш кој лета треба да внимава, да има обзир кон околината, каде лета, временските пригоди, прилики, да не заврне, да не дува силен ветер и така натака и така натака. Значи да заклучиме до сега, ние како држава сепак и покрај тоа што ете да речеме десетина години оваа приказна се развива вртоглаво, некои последни 6-7-8 години е регулирана. Како така, рековме, и тоа допрва треба да се развие и прилагодува. И намерно ја правам паралелата и намерно ја нагласувам последно вештачката интелигенција, бидејќи нели во рамките на Европската унија и многу поразвиени држави се обидуваат тоа да го регулираат и во Македонија нели се прават одредени форуми, дебати и така натаму во најмала рака за смислување стратегија и прилагодување на законодавството, бидејќи вештачката интелигенција носи еден куп новини и предизвици за кои што и самите институции, регулаторот, а и луѓето што ја користат не се подготвени, затоа што не ги знаат, затоа што првпати се случуваат и е многу тешко да се регулира нешто што е непознато. И во таа смисла се надевам дека ќе бидат усогласени и дека тоа прилагодување нели и фаќање на чекорот ќе биде направено. Ја споменав, да додадам тука дека сега ние најчесто сега ги превземаме европските стандарди. Така, Европа неодамна донесе. Од оваа година се дека сите дронови треба да имаат и сами во себе како да кажам сигнал кој се одзива, значи кој го шири околу себе, така да секој што има таков уред може да види каде се наоѓа дронот, дали има дрон. Локатор едноставно. Иако уште пред некоја година се самиот фабриката на дроновите, DJI, што е најпозната на светот, воведе и да имате, кога има некој друго летало, авион или хеликоптер и така натака, вие на екранот добивате информација дека имате друго летало во близина. И дека треба да внимавате и радар. Не е тоа радар, тоа е секој авион има, секој летало има свој сигнал кој го шири околу себе и дроновите сега
ги примаат тие сигнали Така. и ги прифаќаат и ги покажуваат на екранот на операторот. Тоа е фреквенција која што се одбива од објектите блиску и тоа е системот на функционирање на радарот. Не зборуваме за оние класични радари огромни кои откаде им потекнува името радиолошки, меѓутоа принципот е нели на самонаведување и е радарски принцип. Да ве вратам во 2014 она што ќе видиме малку подоцна ќе се обидеме да демонстрираме, јас овој лаптоп ќе ви го предадам за тука да се обидеме на гледачите да им представиме. Затоа реков ентузијаст. Значи независно од тоа дали се исплаќа или не, ентузијастите кои имаат своја приказна и визија си тераат приказната и тоа на некој начин го препознавме и во нашата заедничка соработка, меѓутоа она што фасцинира, да речеме, во проектот Македонија одгоре или Македонија на дланка е тоа што независно, што би рекле, ајде да не филозофирам многу, меѓутоа водата си тече во чешмите планински кога нема жедни и кога има жедни, така што таа си ја игра својата улога. Значи, моабетот ми е дека вие во изминативе 10 години темелно што во соработка со институции и проекти, што на своја рака, ајде така да кажам, правите едно мапирање на територијата на цела Македонија, вклучително нели и на Скопје, бидејќи ова е скопска програма, во која што ја работите туѓата работа на, ајде да речеме, и дури и државни институции кои што се за тоа можеби и платени да го прават и да го промовираат, па дури и на оние странски проекти кои што тука многу и во изобилно од време на време се финансираат, од кои што кога ќе завршат проектите ние како заедница и немаме ништо многу бенефит, па после се чудиме каде е одржливоста и така натаму. Значи ова е нешто што постои, што е видливо, ќе го видиме малку подоцна. Што беше приказната? Патриотизам, мотивот, туризам, обид за екзистенција, за заработка, кој беше главниот мотив да ја почнете таа приказна? Можеби ентузијазмот и интересот кон новите технологии, повторно би спомнал. Значи јас добро, ама можете да си летате дрон така, да, не мораше да летам да мапирате туку така, да, историски знаменитости, општини, од планини. 2014 да летам со првиот дрон, вториот дрон веднаш следната година и така натака, меѓутоа со времето 15 и 16 година се појавија тие софтвери за изработка на 360 панорами од воздух. И јас нели ја следам технологијата и кога видов дека такви панорами може да се изработат со дрон, почнав нели чисто да се види како тоа би изгледало, кои да напоменеме се компатибилни со што ги викаат отворени ресурси, open sources мрежи, односно платформи. Тоа е панорама, 360 панорама, која може да се постави на Google интернет. Maps работи така, Google Maps така, да, може да се постави на Facebook и на други социјални мрежи, каде што се покажува, еве јас тогаш почнав со од воздух да се види во 360 степени панорама на одредена локација. Добро. И како јас почнав тоа 2015, 16, 17, каде што шетам, каде што одам, јас секогаш сум го носел дронот со мене и снимав разни локации низ Македонија. И на тој начин во 2017-18 веќе имав и сопствена камера за снимање на 360 панорами од земја, нели? И 2018 веќе се собра голем материјал кој требаше или да го избришам, нели, многу материјал, или да му најдам некакво решение каде може да се употребува, бидејќи јас може да се каже цел живот шетам, сум бил спортиста во разни спортови од зимски, летни и така натака. И планинарам, возам велосипед и така натака. И секогаш сум се чудел и сум барал кога ќе отидам на некоја локација низ Македонија, што има интересно на таа локација. Дали е тоа од Охрид, веќе знаеме многу работи за Охрид, ама еве Преспа, према Битола, према Ресен, према други локации во Источна Македонија. Охрид и Скопје ги знаеме, меѓутоа ние со емисијата па заклучивме дека и недоволно го знаеме. И недоволно, да, Скопје, затоа што има многу скриени локации. И решив да направам еден сеопфатен вебсайт на кој сите тие податоци би се вклопиле на едно место. Значи да не се пребарува сега дали ако е музеј за музејот на вебсајтот на музејот, ако е општина па таа општина, ако е некоја друга локација треба да пребаруваш, нели? Село некој или било што. И затоа решив јас да направам со сите тие материјали да започнам еден голем вебсајт за на едно место да може се да се најде за Македонија. Да кажеме се, нели?
Меѓутоа се уште Колку не е може се, али повеќе, колку да, што да. може повеќе да се најде. И тоа од 2018 го започнав тој проект, мој проект. 2019 официјално промовира веб страната, 2020-2021 за време на короната направив некои нови редизајни. Беше прво само на англиски, потоа воведов се и повеќе јазици може да се Затоа името Macedonian from Above беше бидејќи беше насочено кон меѓународна публика, еде така да кажам. Да, затоа што сметам дека треба светот да знае повеќе за нас. Така. Ние колку толку знаеме за себе, иако од наше мало до другото мало не знаеме ништо, али добро е тоа да знаеме што повеќе, меѓутоа светот да знае повеќе за нас. И затоа сега одам каде што снимам сите материјали ги ставам на овој вебсайт. Имам собствен веб сервер. Бев тргнат да речеме од странските хостинзи затоа што имав многу материјали преку 1 милион фаилови до пред 3 години. Се морав да набавам собствен веб сервер и така натака. Значи се обидувам цел еден тој проект да го заокружам на едно место. Но сега од короната наваму има и изобилство нови такви платформи кои што мапираат, кои што се фокусирани на новите форми и потенцијалот што туризмот го покажува во тој пост-корона период. Така што претпоставувам дека сте компатибилни со собствен хостинг, дека вистинското време е да се продолжи таа мисија на промоција, бидејќи од другата страна, односно во светот има веќе погоден партнер или погодни платформи кои што совршено би можеле да се вклопат со оваа ваша приказна. Ја спомнавме короната, јас овде ќе предложам да направиме една куса пауза, да погледнеме едно видео кое вие го работевте, тогаш сите можевме на некој начин со работа од дома за време на тие на изолацијата на тие часови кога не се излегуваше од дома, да се преиспитаме на некој начин и вие усовршивте страната, меѓутоа излегувавте од време на време и сега остана еден, јас би рекол и тоа е историски запис на некој начин, бидејќи се работи за снимка која е направена од буквално празен град. Јас ќе ја најавам таа снимка, а потоа се враќаме со разговорот во студиото.
Скопи градени. Вистина е дека во беспилотни воздушни возила спаѓаат и автономни беспилотни летала и возила со далечински управувач. Дронот е способен за контролирано, одржливо ниво на летање и се напојува со млазен, клипен или електричен мотор. Во 21. век, технологијата достигна точка на софистицираност, што на дроновите сега им се дава значително проширена улога во многу области на авиацијата. Вистина е дека најраната забележана употреба на беспилотно летало за војување се случи во јули 1849 година, служејќи како носач на балони е првата офанзивна употреба на воздушната моќ во поморската авиација. Вистина е дека австриските сили кои ја обсадуваа Венеција се обидоа да испливаат околу 200 запаливи балони. Секој од нив носеше бомба од 24 до 30 фунти што требаше да биде фрлена од балонот со временски фитил над опколениот град. Австриците користеле помали пилот балони за да ги одредат точните поставки на осигурувачите. Вистина е дека првиот авион без пилоти бил изграден за време на Првата светска војна. Вистина е дека Арчибалд Монтгомери Лоу го разви првиот авион со дронови со погон. Тој беше англиски консултант, инженер, истражувачки физичар и пронаоѓач и автор на повеќе од 40 книги. Лоу е познат како татко на системите за радиоводење и во 1976 година Лоу беше примен во меѓународната вселенска куќа на славните. Вистина е дека Ларинксот беше рана крстосувачка ракета во форма на мал авион со моноплан, што можеше да се лансира од воен брод и да лета под автопилот. Кралската морнарица го тестираше помеѓу 1927 и 1929 година. Раните успеси на авионите без пилоти доведоа до развој на радиоконтролирани целни авиони без пилоти во Британија и Соединетите Американски држави во 30-тите. Во 1931 година британците ја развија радиоконтролираната цел Фери Квин од пловечкиот авион Фери 3F. Вистина е дека првиот наменски изработен дрон од големо производство беше производ на Реджиналд Дени. Тој служел со британскиот кралски летечки корпус за време на Првата светска војна, а по војната, во 1919 година, се вратил во Соединетите Американски држави за да ја продолжи својата кариера во Холивуд. Дени беше успешен водечки човек и меѓу актерските работи, тој го продолжи својот интерес за модел на авиони за радиоконтрола во 30-тите, отворајќи продавница. Вистина е дека и денес дроновите се користат за воени цели. Вистина е дека илјадници пилоти на дронови од април годинава се обучени во училиште во Киев и во 16 други ширум земјата. Институциите го носат името што председателот на Украина, Володимир Зеленски, брзо по почетокот на руската агресија и ја даде на оваа програма – Армија на дронови. Дроновите го шпионираат противникот, ги предупредуваат сопствените сили од заседи и помагаат на артилеријата или и самите изфрлаат мали експлозиви во противничките ровови. Вистина е дека Иран го нападна Израел со дронови. Вистина е дека иранските дронови Шахет 136 се така наречени дронови камикази. Се активираат со ракета и потоа извесно време кружат со пропелер околу целта пред да ја погодат. Со нив не може да се погодуваат цели во движење и не се самонаведувачки, поради што не се сметаат за така наречено интелигентно оружје. Дронот во главата носи експлозив кој се детонира при ударот. Според експертите, овие дронови можат да носат до 60 кг експлозив. Американскиот експерт Брет Фридман пресметал дека тоа е до 3 пати повеќе од класична артилериска граната, поради што детонацијата може да предизвика многу поголема штета. Скопи градени. Скопи градени.
така, се враќаме во студиото, се подсетивме на новогодишната атмосфера како контраст наспроти она што го видовме на почетокот, а тоа е еден пуст град на духови во време на корона пандемијата, кога луѓето беа во изолација и улиците беа пусти и некоја снимка која што ќе остане како немо сведоштво. Коментиравме тука со мојот соговорник Бојан Тренчевски, Македонија одгоре, Македонија над Ланка, разговараме за погледот одгоре со дронови. Скопје наликуваше на град од оние научно-фантастични филмови кога нели вонземјани дошле па ги елиминирале сите или ги зеле сите жители на градот. Во она што го видовме пред малку беше вклучувањето или што би рекле за нова година, освен на државните службеници, брза помош, лекари, така натаму, гостителите, пејачите од естрадата секако, медиумите, работи и по некој ентузијаст со дронџија, кој што мерак му е точно на полнок, нели, да ја прикажеме атмосферата каква е над градот Скопје како контра. Се подсетивме, бидејќи тоа беше еден убав дел од нашата соработка, каде што онака ентузијастички, да речем заеднички, решивме да го направиме тој експеримент и да им понудиме на гледачите, нели, освен забава, да видат како тоа изгледа Скопје од озгора кога слави нова година. Значи, ќе повторам за нешто позна се случија, гледате Скопје ми е дома, Бојан Тренчевски од Macedоnia from above или Македонија над Ланка 360 со мене. Во претходниот дел од разговорот разговаравме за една интернет страница која што ја нарекувате 360 степени виртуелен водич низ Македонија. Овде ја имаме на екранот, ќе видат нашите гледачи, јас го предадов мојот лаптоп на Бојан, бидејќи тој е операторот кој што ќе не води низ прегледот на оваа страница. Гледаме тука и англиски јазик и така натаму, ја имаме на македонски. Јас се обидов да ги добреам овие први означени точки и не успеав, нели, додека одеше прилогот, меѓутоа тие подточки имаат подточки и подточки, така што Бојан не ја направил статистиката колку вкупно точки регистрирал во Македонија, меѓутоа во секој случај една интегрирана, јас би рекол, понуда се опфатна на нашата убава Македонија, вклучително нели и Скопје, на едно место кое што, ајде да речеме, правено од мерак и од кеф. Повели, Бојан, демонстрирај. Па да, значи ова е почетната страница на вебсајтот macedoniafromabove.mk, во кој се обидувам, нели, на едно место да прикажам многу работи што може да се видат низ Македонија. Секоја ова црвена точка е некоја локација поголема, која содржи, нели, помали локации внатре во самата локација. За тие што не може да се снајдат што се има низ Македонија, може да го погледнат менито по или категоризација на локациите по теми. На првото е населени места во кои имате градови, села, ски центри, пикник места, каде што кога ќе стигнете на градови добивате листа на голем или сите градови низ Македонија и кои можат да со самиот преминат со маузот, да пробаме кликнете, што ќе ни дан. Па можеме, али може ли прво да го објасниме мениво? Не, зборувај си ти, ама ние ќе си гледаме. Да, ама менито е многу битно за почеток да го објасниме. Потоа имаме поставени се локации од природата, како езера, клисури, планини, пештери, водопади и паркови на природата. Потоа има историја, музеи, археолошки локалитети, мемориални центри. Значи, кој ќе се кликне на музеи, има голем број од музеите во Македонија по градови што се. Потоа има верски објекти, цркви, манастири, џами, има дел сместување, комерцијални работи како хотели, вили, ресторани, барови, етно ресторани. Сајмите низ Македонија што се од минатата година и оваа година, галерии уметнички, неколку едукација, нешто факултетите се допрва со идеја да се полни и така натаму. Да, на крај имате два теста, спомниците во Скопје и географија на Македонија, може да се тестирате колку знаете за Македонија. Сега како тоа изгледа сето тоа, како изгледа вебсајтот, например, ова е Скопје. Добро. Нели, зборуваме за Скопје. Што се овие круговите со крилца, ајде да ги речам така? Да, затоа што тие се некои ознаки. Тоа е логото на проектот кој представува практично поглед од воздух на микролокации. Како што гледате, Скопје е представено и дење и ноќе.
Добро. Значи се стемнува и се разденува. На секој ова и што е црвено се појавуваат информации, значи за дали е тоа споменик, дали е тоа некој објект, со текст, со фотографија, на некој место со Инаку видео. да кажеме, ова не е производ на проект. Зборуваме за мој проект, Не е финансирано А не е како финансирано што од има државата Мерак да зборува или така државата натака, или да. надворешни фондови. ПВ за Скопје не е за кои што финансирано многу од се градот. зборува. Да, бидејќи има многу слични во регионот проекти кои се однесуваат на туризам, на промоција и така натаму, кои што ни 0,01% јас би рекол не изгледаат вака. Деновиве имав можност да видам еден видеоклип од нашето соседство од Косово, Чинам, за туристичка промоција, финансиран од некоја меѓународна организација за 30 и кусур илјади долари, кој што имаше 60 на прегледи и кој што на Google никаде не може да се најде. Меѓутоа парите се потрошиле, одржливост нема, а самата промоција се ограничува нели на тие што тогаш засегнатите од проектот кликнале на тоа и стигнале до некоја бројка од 60 на 70 на кликови. Куќата на мајка Тереза, велат дека е една од најпосетените туристички атракции на Скопје. Да објаснам дека снели секоја ова жолта точка или логото на Добро. проектот е следна локација од возот. Кликате на неа и одите напред, и така? ве носи, да, софтверот, вебсајтот ве носи на следна локација, микролокација која што може да разгледувате. На белите точки може да се спуштите на земја и да шетате како по земја, како да истражувате, да видите што има во таа околина. Сега ние толку време Овде, соработуваме, вака јавно ќе се договориме, телевизијата да ја ставиме во Железара. Нема проблем, да. Ајде, Значи по стрелките со кликање на стрелките се влегува во објектите, значи може овде да се влезе во комплетно во објектот на мајка Тереза. Така. Се читаат информации така натака. Са не знам дали имаме време ние да влегуваме до крај или да Ако можеме подлезе да видиме, да. Јас сум љубопитен сега, не само гледач. Добро. Значи еве се појавуваат и разни фотографии, информации добро, во ред. кои може да се во ред. читаат, по стрелките можеме да се движиме и да разгледаме како изгледа еве овде при Горе, земјето. долу, каде, да, добро. И по стрелките, по скалите има информација тука дека оди кон спомен совата и кон капелата и да се влезе директно во Освен ентузијазмот и љубовта кон Македонија, ете и кон Скопје во случајот, ова чини и време, а бога ми и пари. Како се снаоѓате во таа приказна? Имаат ли, не знам, надлежните слух за поддршка на оваа приказна, бидејќи на некој начин, не знам, според мене е уникатна, јас не знам, нека ми простат ако ги има други, меѓутоа јас не сум ги сретнал во Македонија, па ќе речам независно од некои краткорочни проекти кои што завршуваат во нај миг со својата одржливост по завршувањето на финансирањето на проектот. Ако зборуваме за Скопје, градот Скопје не ја финансира со ништо ова презентација и промоција. Разговараме како се снаоѓате, да. Да, не ја финансира, зборуваме за Има општини што имаат слух, да. Поголемиот дел локации низ Македонија одам и ги снимам. Со некои општини имам договори за мала помош од нив, мала поддршка, со тоа што тие добиваат комплетно представување на општината со детали, локации, што се може да се посети во таа Така, општина. да не сватат погрешно кога велите мала поддршка, тоа навистина значи мала поддршка. Па да, тоа е да не е џабе. Тоа што е да мала за една општина, е тоа многу многу мала се обидувате да бидете препознатливи и кај бизнис секторот, овде гледам и во областа на туризмот, меѓутоа и во образованието и така натаму, и тука има бескрајно поле за ширење на приказната. Ајде да видиме, не знам, за сите овие музеи и знаменитости на Скопје ние сме зборувале. Еве, овде над тврдината, потоа можете, рековме, на овие бели точки да се спуштите и да шетате како по земја. Ви се отвара дури и 360 видео во кое може камерата ве шета, ве вози низ просторот, а вие можете да уживате во погледот како да сте таму. Како што вие би шетале кога би дошле така. моментално, еве да речеме, на ѕидот на Калето. Или кога некој турист планира патување, па си прави агенда што да посети да види. Да, мојата намера е да
придонесам до запознавање на што се има може да се види во Скопје или низ Македонија, а потоа туристот да одлучи што го интересира, дали го интересираат верски објекти, дали го интересира природа, дали го интересираат градови, ресторани, хотели и така натака. Значи што го интересира, тоа да се направи селекција и да си дојде да си посети, да си види планини, езера и така натака, реки, клисури. Еве тоа како изгледа, значи може да се оди, еве да речеме. Ова е реално Чаршија. една виртуелна ризница, бидејќи велат дека во денешно време, а го почнавме така разговорот со вештачката интелигенција, дека без записи во виртуелниот свет, сите оние приказни кои ги зборуваме за, не знам, идентитет, за вредности, национални, културни, историски знаменитости и така натаму, без да ги има во виртуелниот свет, да не речем како да не постојат. Барем кон такво време одиме. Така да претпоставувам дека денеска секој што патува сака прво да истражи што се има таму да види, да не оди за џабе. Негде да дојде во Скопје да не знае што може да се види низ Скопје или било кој друг град низ Македонија. Затоа е ова направено за да се запознае, нели, што му е од интерес да посети, да не го троши времето безпотребно. Еве овде можеме да влеземе во црквата Феди Спас или доле можевме претходно да влеземе во спомен собата на Гоце Елчев, каде што има многу интересни значи се е работи. детално. Се е детално, трпеливо, грижливо и детално. Некој би рекол, ајде ќе кликнеме еднаш два пати, нека се види вратата и фала пријатно. Меѓутоа овде секој простор води во Да, се во друг обидувам простор, да детално прикажам, значи тоа е најдобриот начин, 360 прикажувањето на локација е најдобриот начин, затоа што можеме да видиме на сите страни што има. Не само една детална слика, можеби на фотографија на одреден детал, него и целиот објект како изгледа од сите страни. Така. Значи, поле широко до недоглед за работа и за соработка, што би се рекло. Предпоставувам дека и времето е малку и времето на еден животен век е малку, за да се дооткрие цела Македонија, меѓутоа во секој случај овде веќе, имајќи го предвид краткиот период на постоење, имаме една прилично обилна ризница на приказната. За аквадуктот честопати колеги мои велат, немој не го пуштајте, многу има запуштене, има смети така натаму, и да не речам се срамат од неговата промоција. Дури познавам туристички водичи кои свесно не ги носат туристите таму затоа што им е непријатно од прашањата кои што ќе ги добијат на самата локација. Ние полека се приближуваме кон крајот, имаме една содржина која што се однесува на почетокот, односно на 2014 година, која ги правевте првите снимки, нели, со дрон, и тоа се работи за матка, мислам дека беше првенство во Кану, ако не се лажам, кајак на диви води. Јас ќе ја замолам режијата тоа да го видиме и постепено да се приближуваме кон завршеницата на емисијата.
Ете така се враќаме во студиото во завршницата на ова издание на Скопје ми е дома со Бојан Тренчевски. Разговараме за погледот одгоре и кон Скопје и кон нашата убава Македонија. Верувам дека има уште многу заеднички погледи да направиме и вака во едно заедничко, јас би рекол, мултимедијално медиумско партнерство, а се договоривме дека и телевизијата, локацијата ќе ја ставиме на мапата, па да знаат посетителите и туристите како да не најдат. Заклучуваме на крај, ова не е последна средба, ќе се дружиме преку програмата, ќе ве има во следните изданија на Скопје ми е дома, каде што презентираме знаменитости општини, но зад камерата и зад џојстикот на дронот. Една порака за крај, бидејќи мораме да скратиме, оти го прекорачивме терминот, а во овој пат сме обврзани и со термини за маркетинг и политички маркетинг. Што ќе кажеме за крај? Па, запознајте ја Македонија, најдобро што можете, со тоа подобро ќе ја сакате и пренесете им го тоа знаење можеби на децата. Можеме да кажеме дека проектот е одобрен и од Министерството за образование и наука да се употребува во основните и средните училишта, по предметите историја, географија како нагледно средство. Значи, употребувајте го, запознајте се, бесплатно е. Или што би рекле, јас да не биде пежоративно, го употребува во една шега, џабе работи, џабе не седи, еден ден тоа ќе се исплати. Јас се обидов да направам споредба со браќата Манаки. Има една анегдота за Милтон кога ја купил камерата и кога секој ден си доаѓал од работа и жената го прашувала колку заработи денес, викал 0. И таа запишувала 0,0,0,0 и се додека еден ден рекола, ајде жено, пиши една единица пред нулите. Значи, моабетот е, не зборуваме за потрага по богатство или кој знае каква заработка, зборуваме за вредност која што допрва треба да биде вреднувана, можеби и после времето во кое што ние живееме и кое што треба да остане. Благодарност за вниманието. Нема да биде како Пикасо, па после па обично такви се тие приказните, обично се такви приказните, меѓутоа во секој случај да поттикнеме наши млади сограѓани да го работат тоа. Овде завршува во издание Скопје ми е дома, на нашиот Вибер телефонски број 070 414 050. Можете да поставувате прашања, давате предлоги, сугестии така натаму на vtv.mk, да го гледате стримот 24/7 на интернет и секако да не следите на социјалните медиуми. Овде завршуваме и закажуваме средба за 7 дена. Večno